Маглата и аерозагадувањето се главен причинител и голема опасност за сите кои имаат хронични или пулмолошки болести. Во овој период најподложни се постарите луѓе и малите деца кои што немаат толку развиен имунитет, а постарите луѓе бидејќи имаат хронични заболувања, значи некои други, како што се дијабет, хипертензија, белодробни, бубрежни заболувања, им штети загадениот воздух, ладната температура многу, и заради тоа вирусите кои што вираат во овој период и заради тоа тие треба да бидат заштитени. Според податоците, во периодите со честа магла помеѓу ноември и февруари, хоспитализациите на лицата над 60 години поради респираторни заболувања се зголемуваат секоја година. Препорачуваме во зимските периоди од почетокот на денот да си седат дома, бидејќи има и магла и пониски се температурите, веќе после 10 саатот до 3-4 часот додека не се стемни, додека не се залади, може да излегуваат и пожелно е, посебно тие што можат, кои што можат да се движат, да излегуваат умерено, со умерена прошетка, да не се затвараат, и тоа не е добро да се затвараат дома, но секогаш кој ќе е ладно времето, кој ќе врне дожд, кој ќе врне снег, да практикуваат да седат дома. Колково е загадувањето во овој период и какви се ризиците од маглата во комбинација со аерозагадувањето? Од 16 јануари навака едно десетина дена имаме зголемени концентрации, просечните дневни концентрации ги надминуваат дозволените норми, со тоа што концентрациите во одредени периоди беа и релативно високи. Имаме и до 160 микрограми на метар кубен на PM10 честички, што дефинитивно е релативно високо и што покажува дека доколку не се географските карактеристики, и ние имаме слични извори на загадување и слични проблеми како и другите градови. Здравствените ризици, маглата во основа е природен феномен кој што нема директно влијание врз здравието, меѓутоа честичките на вода овозможуваат капките, овозможуваат агрегирање на тие честички, на доврзување на хемиски реакции се случуваат во воздухот кои што ги прават уште поопасни честичките на загадување кои ги вдишуваме